На јавноста не е јасно зошто Арбен Таравари ја напушти владата. Одговор ние можеби ќе добиеме од нашиот соговорник Сабри Азири, кој допред некое време беше близок соработник на министерот за здравство Арбен Таравари во Министерството за здравство, каде што ја обавувавте функцијата портпарол. Ако мислам дека точно го кажав. Да, точно кажав. Добар ден. Прв пат сте ке нас гости. Добар ден. Ви благодарам на поканата, ви благодарам на одвоениот простор и време. Чест и задоволство да бидам ваш гостин. И нас ни е голема чест секако. Вие излеговте некако во центарот на вниманието, откако кажавте дека не се служувате со одлуката на господинот Таравари да напуштите владата, владеачката коалицијата вреди и дека имате намера да останете таму каде што сте и дека нема да појдете со него во прегратките на Али Ахмети. Ај прво за вашиот мотив да прашам. Зошто не одите со лидерот? Како прво, јас сум меѓу првите луѓе кои што во сите тие средби, настани кои што сме ги организирале, секогаш сум бил оној критичниот глас и човек кој што ја зборувал вистината. Многу сакам да зборуваме за принципи, за правила. Нашите принципи, нашите правила, кога беа изборите, ние излеговме на терен и баравме гласови од нашите граѓани за да направиме промена. Меѓутоа, цело време наративот лично мој и на повеќето од нас кои што бевме тогаш многу активни за време на кампањата беше не само да има промени, туку да има и разлика. Да не биде исто како порано, туку да има разлика. Обичниот граѓанин, нашите граѓани да видат и да осетат дека ние правиме нешто поинаку. Иначе не би имало смисла само да направиме промени, има една гарнитура која што функционира како што функционира, да одат они, да дојдат други ликови и да се функционира по-старо. Тоа што сум го кажал по медиумите, јас сум го кажал јавно и во Централното претседателство. Јас сум член на Централното претседателство и јавно сум кажал може ли ние како партија, како структура, како луѓе да имаме некоја формулација, некој слоган, некоја реченица со кој што ние ќе одиме на нашите граѓани, на нашите гласачи, да одиме и да им кажеме кој е зло и кој е лошо ни го направи нас во наводници вреди, пошто не чини вреди, за да можеме ние да одиме да коалицираме со ДУИ, за кој што и нашиот председател до скоро викаше дека ние сме антипод на ДУИ и така натаму и така натаму. Обичниот граѓани, нашите граѓани сакат да видат дела, а не зборови. Ние сакаме тие дела да си ги продолжиме затоа што имаме легитимитет и имаме право на тоа, затоа што граѓаните не гласаа нас. Ние сакаме тој пат да го продолжиме. На Централното претседателство јас бев многу прецизен, многу концизен, јасно кажав дека не се согласувам со излегување од влада. Зашто? Затоа што ние имаме луѓе кои што се вработени, имаме луѓе кои што чекат да се вработат. Наративот што сега се шири дека владата не е успешна, дека ние не можеме да функционираме и така натаму и така натаму. Све може да се функционира само кога ќе бидат правите луѓе, право место и право време. Ние тоа така го гледаме, веруваме да го сакаме да го продолжиме тој пат за кој што имаме легитимитет и имаме право да се повикаме на тоа. Нашите гласачи се луѓе кои што треба детално тоа да се анализира. Тие се луѓе кои што одлучиле 22 години да бидат опозиција, само и само да немат допирни точки со менталниот склоп. Да се разбереме, не е проблем само една политичка партија. Проблем е менталниот склоп кој што ние го имаме тука. Ние не можеме да кажеме дека секој што не размислува како нас, дека тој е нашиот најголем непријател. Во нашите куќи, во нашите домови, во вашата екипа тука и така натаму. Секогаш проблемите излегуваат кога ние не зборуваме еден со друг.
Кога зборуваме еден со друг, ќе ги решиме сите проблеми. И нема потреба сега ние да излеземе. Јас лично, константно сум кажал, дајте ставови, дајте визија. Кога завршија изборите, меѓу првите, пошто, фала Богу, имаме човек кој што нели пишува таму, кој што зборува и кога зборува, јас лично му имам кажано на председателот Арбен Таравари, дали и вие имате направено план, визија за коалицирање. Коалицијата не може да биде до вчера е добра, од денеска не е добра. Како се прави? Ако ние не знаеме како се прави визија, како се бират луѓето, денеска со вештачка интелигенција ќе ни каже многу лесно и многу едноставно. Не можеме ние гласачите и не можеме ние членството да ги ставиме пред свршен чин. Ако ние имаме желба и сакаме општините да ги добиеме, од првиот ден кога завршиле изборите, тогаш сум кажал јавно дека треба да се излезе со договор, со влен, за да се влен или вреди, за да се знае кои општини нас ни се таргет. Тие општини што ни се таргет, кои луѓе се. Мене ми се допаѓа фактот што мислам дека генерациите се сменети и дека приказните што биле од пред 30 години више народот ги препознава. Не можете вие да дадете мислен или да дадете констатација за нешто што денеска имаме 10 извори на информација за еден случај. Така да генерациите се променети. И сега морам да ве прекинам тука, бидејќи навистина би сакал да добиам одговор на прашањето зошто Арбен Таравари ја напушти коалицијата според вас. Немаше никаква генеза, никаква најава, никаква таа коалиција од самиот почеток покажува одредени несогласувања, но не видовме нешто крупно да се случи. Не знам дали видовте дека имаше скоро во еден медиум каде што не би сакал ја тоа да го верувам, ама тоа го пишува таму точно. Јас мислам дека ова кочница на целиот овој процес, мислам дека почнало моментот кога на премиерот Мицковски му е понудено да излезе од владата влен за да дојде Али Ахмети на власт. Јас мислам дека целиот притисок, сите можни пречки и препреки за нашата партија од тука почнуваат. Затоа што знаете како наративот за време на изборите беше дека ние сакаме да направиме промени. И после 2 месеци, 3 месеци од кога ние влеговме во владата со коалицијата, понудено е да излеземе од коалицијата за да дојде Али Ахмети во владата. Кој му понудил тоа на Мицковски? Ахмети му го понудил? Тоа му го понудил, како што пишува Фокус, му го понудил председателот Арбен Таравари. И јас мислам дека тоа е многу голема иритација во блокот на ВМРО ДПМН и во блокот на Влен. Затоа што нема логика само нашите луѓе од нашата партија да бидат тие кои што имат пречки и проблеми со системот и другите немат. Можете да замислите, ние сакаме со вас нешто заедничко да изградиме и сега паралелно на ова вие или јас ќе одиме и ќе кажеме да излезете вие од комбинацијата за да дојде некој друг. Тоа иритира. Ако е тоа така, нема никаков проблем. Ние све ќе прифатиме, но треба да има транспарентност, треба да има содржина тоа. И затоа мојот Причина некоја? Причина треба да каже он, треба да каже он, но мислам дека сите проблеми почнуваат со таа иритација. Тоа е моје мислење и тоа јас јавно сум го кажал. Значи, преостанатите коалицијски партнери од вреди се навредиле од нормално дека се навредиле затоа што за време на изборите ние битката ја правевме заедно. И нормално е дека ако вие имате некоја план и стратегија и сакате нешто заедно да направите и после 2-3 месеци од кога сме почнале ние некоја битка и нешто што треба да биде функционално за нашите граѓани, да се оди и да се даде предлог за нешто што е спротивно на тоа што ние сме се залагале. Да, но сепак крајниот мотив мислам дека веројатно не го знаеме, но веројатно нешто друго.
Ке го прашате него дали е нешто друго, Па го но ова прашуваа новинарите, ама. сега скоро јас сум бил меѓу најблиските соработници негови. Јас имам почит и респект за него и јавно сум кажал дајте образложете, нема никаков проблем. Само да биде тоа нешто што може да го разбере секој. Знаете, ние можеме да зборуваме за многу големи политики, но нас граѓаните не следат и треба тоа да има содржина, да ја одиме да објасниме. Јавно сум кажал, ние сме само 9 месеци со Влен, кое зло и кои лоши работи ни ги направи Влен, да се разбереме регионот од регионот има разлика, менталитетот и така натаму. Овде имаме 9 месеци коалиција со Влен, што ни направи лошо Влен, и овде имаме нешто што председателот вика дека 22 години ни прават проблеми, корупција, нефункционална држава, иселување на народ и така натаму, и сега да се стави тоа на кантар на која страна ние да одиме. Значи, вие сте еден од функционерите на Вреди, кој јавно, се извинувам на Вреди, на Алијанса за албанците, кој јавно кажа дека нема да се врати во предградките на Али Ахмети или да оди во предградките на Али Ахмети и на Дуи, и дека нели ќе останете како дел од коалицијата, претпоставувам и дел од владината коалиција, нели, бидејќи сте веќе функционер. А добивме и нели потврда, јавна потврда и од некои други членови на Алијанса за албанците, дека некои остануваат, дека некои се откажуваат. Па дали знаеме за некоја бројка? Се оперирали со број на пратеници, може би функционери и така натака, кои што не сакаат да... Знаете како... Знаеме дека Фетај рече дека останува. Господинот Арбен Фетај, он излезе јавно кажа дека он не се согласува со ова политика. Исто и Сулејмани, пратеникот, рече дека дава оставка на сите функции. Дава он оставка, да. Знаете како, јас мислам дека сите, ова исто јавно сум го кажал, сите диктатори, сите императори, сите султани, сите премиери, председатели, градоначалници и така натаму, јас мислам дека власта ја губат затоа што имаат одреден круг околу нив, кои што дават лажна слика и представа што се случува кај народот. Јас мислам дека има погрешни информации, нажалост, председателот. Знаете, кога некој постојано ќе дојде и ќе ве убеди и ќе ви каже, и сега многу е лошо кога немаш критична маса или критичен глас. И тој критичен глас, ако е само еден, ќе кажете, добро, тоа не е битно, но јас мислам дека многу луѓе размислуваат вака слично како што размислувам јас. Луѓе од партијата? Од партијата, да. Тоа го имате вие од пратеници, од председатели на ограноци и така натаму. Луѓето во моментот се во некој, да кажам, искушение за тоа што не знаат точно што се случува и не знаат кој пат да се фати. Ние јавно сме кажале што сакаме и што сакаме да правиме. Ние сакаме тој делот што му припаѓа на Алијанса за албанците. За мене Алијанса за албанците е света работа, не е нешто што е лично мое, па и на некој друг. Алијанса за албанците им припаѓа на луѓето кои што верувале во тој сон и во таа идеологија. Луѓе кои што сакат Алијанса за албанците да ја приватизират и да ја земат во свој џеп и да ја шетат лево и десно, мислам дека тоа не е убаво. Ке видите, ке има уште многу луѓе и многу представници од ограноците кои што ќе излезат јавно. Ова нема да застане тука, затоа што не можете, треба да имате силни аргументи. Дајте ни силни аргументи, нема никаков проблем. Јас сум бил тој што мислам дека сум дал придонес, сме се нафатиле за таа работа, да бидеме приступачни за нашите граѓани, да бидеме фер, да бидеме тука за нив, да го дадеме најдоброто. Да, ние можеме да имаме недоразбирање меѓу себе, но граѓаните очекуваат дела и не зборови. Дали тоа значи дека Алијанса за албанците по трет пат се дели? Првото делење беше на помеѓу Села и Таравари, нели? Чија е, како е, се уште има судски спор околу тоа, се води така. За да сега по трет пат оваа партија доживее
Знаете како, имате луѓе кои што Алијанса за албанците потекнува од идеологијата на Арбен Џафери. Тоа беше значи Демократската партија на Од албанците. Демократската партија на албанците, да. Треба секој еден кој што се занимава со политика да го разбере тој дух, тој ментален склоп и таа упорност за луѓето да одлучат да бидат 22 години во опозиција затоа што не се согласуваат со одредени идеологии, тоа не може туку така да го снема. Значи, тоа треба да се почитува. И тие луѓе се луѓе кои што не можеш да ги убедиш. Значи, ние можеме да убедиме Централното председателство, да предпоставиме дека ние се собравме тука и ние ќе кажеме, дајте, ние ќе направиме вака и пошто јас мислам или 5 луѓе мислат дека е тоа така. Добро. Еден чекор надвор од Централното председателство, тој кој што чекал 22 години да не биде дел од една идеологија, кој што ние сме кажале дека не чини, и сега на тој истиот треба да одиме ние да му кажеме, види тоа што 22 години сме кажале ние сме грешка, дај сега ние да продолжиме заедно. Тоа за мене треба да се почитува и заради тие луѓе ние сме тука. Например, ние имаме луѓе кои што се сега вработени. Рачунајте, некој од Арачиново, некој од Студеничани, некој од Сарај, некој од Тетово, некој од Дебар, од сите градови кои што немале власт некоја. Ние сме имале општина Гостивар и тоа било менаџирано, верувам дека многу добро. Луѓето кои што живеат во Гостивар повеќето се вработени и ја имале општината. И ние како партија сме имале општината. Меѓутоа, тој што живее во Арачиново или тој што живее во Сингилич или тој што живее во Тетово, 22 години он не бил директор, немал јавна функција, заменик директор не бил вработен. Дури бил и критикуван и дури имал проблеми со системот затоа што не успеале да го убедат. Значи одлучил да не оди, да не работи, дури има и многу такви што се иселиле од државата заради тој ментален склоп. Во ова држава треба еднаш за секогаш да се тргне тоа од корен дека моментот кога ти или вие не сте со мене, дека сте вие нашиот или мојот душман. Значи треба да има критична маса. Критиката е многу здрава. Ако јас критикувам, тоа не значи дека јас сум против вас, но да се следат луѓето кој на кого прави лајкови, да се следат луѓето по своите фамилии, сега овој со овој пие кафе, бизнисмените да се ловат затоа што овој пие кафе со тој, да не е со овој. Ова, ние како Алијанса за албанците не сме го донеле. Ова сме го нашле во овој систем, кој што 22 години некој друг ширел ваква пропаганда и ширел ваков ментален склоп. И затоа ние сме против овој ментален склоп. Ние сакаме да го дадеме најдоброто за нашите граѓани. Ние сакаме битка да направиме и внатре во коалицијата и со коалициониот партнер. Ние ќе направиме во наводници војна со нашиот коалиционен партнер за да го дадеме најдоброто за нашите граѓани. За нас, за мене, сите граѓани се подеднакво исти. Они очекуваат од нас. Они очекуваат од нас работа. Ние се влечкаме 3 месеци, благото топло-ладно. Значи, треба да се одлучи и времето е света работа. Нас времето не гази и сега ние не можеме да чекаме, се сеќавате, тогаш господинот Зијадин Села викаше дека сам ќе оди на изборите, па 5 до 12 се одлучи да оди со Дуј. Да. Мислам дека ова сега ќе биде исто така, исто или идентично, но Мислите, Таравари на крај ќе донесе одлука да доди заедно со Дуј, со коалицијата. Знаете како, тоа више е веќе видена, како се вика, искуство. Тоа е веќе видено, нешто е проверено и видено. И сега мене лично ми е најмногу за тие луѓе кои што јас сум модел, сум разговарал, сме имале комуникација, имаме комуникација, има луѓе кои што се разочарани од овие потези кои што ние сме ги превземале. Треба да има критична маса, треба да се слуша нешто што е образложено со факти. Многу е просто, многу едноставно. Ние на изборите излеговме и рековме овој ментален склоп, ова владење, овој начин на функционирање не чини.
Сега ние после 9 месеци треба да излеземе да кажеме не сме биле во право. Мислам дека не сме сериозни пред нашите граѓани. Затоа што ќе не прочитаат нас во нашата намера. Ај за крај едно предвидување. Како ќе се одвиваат процесите понатаму? Ќе остане владината коалиција? Јас мислам дека владината коалиција ќе остане. Тоа што нас граѓанинот, нашиот гласач ни дал легитимитет, ние тој пат треба да го продолжиме, пошто зборуваме за принципи, треба да ги представиме тие наши граѓани и наши гласачи во најдобро светло и луѓето кои што размислуваат вака ќе си продолжат и ќе бидат во влада. Не треба да се вреѓат луѓето кои што не мислат исто како што мислите и вие, дека се предавници. Јас лично никогаш за никого нема да кажам дека е предавник, можам да кажам дека не се согласувам со вашата политика и начинот на размислување, но луѓето да се делат на наши, ваши, на предавници, херои, патриоти, тоа не е убаво. Тоа зборува за секој поединечно што изразува и како изразува. Владината коалиција треба да функционира, ние сме се залагале за тоа. На следните избори, ако граѓаните мислат дека ние не ги даваме најдобрите фигури, најдобрите луѓе за нив, ќе одлучи народот. Немаме со тоа никаков проблем. Сакаме да го дадеме најдоброто за нашите граѓани. Што ќе биде следно? Јас мислам дека следно тие луѓе кои што не мислат како партијата сега Алијанса за албанците, мислам дека ќе не исклучат од партијата, но тоа лично мене ќе ми даде дополнителен мотив за да продолжиме. Значи вие ќе останете во вреди во владината коалиција. Тој дел кој што во склоп на вреди му припаѓа на Алијанса за албанците, тој дел ќе го превзема тие луѓе кои што мислат дека мандатот на нашите граѓани треба да го тераме до крај. Ние така мислиме и така сакаме да постапиме. Сабри Азири, благодарам за овие одвоени минути од вашето време. Мислам дека откривме некои работи и дека сега барем на мене работите ми се многу појасни. Ви благодарам, чест и задоволство да бидам ваш гостин. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Сабри Азири од Алијанса за албанците, а вие останете со Слободен печат.